Поп-пеачката од поновата генерација Анита Мицова неодамна го промовираше спотот за песната На патот кон југ, песна која што ја посвети на нејзиниот сопруг. Една од причините зашто ја поканивме да биде гостин во нашето студио. Добро дојде. Добре ве најдов, фала ви за поканата. Ти благодарам што ја прифати поканата да дојдеш. Тука сум за баш. Го промовираше спотот за песната На патот кон југ. Интересно видео и песна која што ја посвети на твојот сопруг. Можеш ли малце повеќе да ни кажеш за тоа? Па, спотот се снимаше во дворот на самиот режисер Јован Куциновски. Му сум премногу благодарна за тоа што ја исполна мојата желба за со немногу организација и локации и организација од типот на камери, светла и сите тие моменти да се направи нешто прикладно и интересно за многу кратко време. На пат кон југ е исто песна која не само на мојот сопруг, значи си ја посветувам на себе и на нашиот живот, како и целиот албум кој навистина е направено со голема љубов и со навистина тоа што јас го чувствувам и го живеам. Прилично емотивно испеана. Колку долго ти недостасуваше твојот сопруг и па реши да направиш една таква песна? Па добро, ми недостасувал, нормално дека ми недостасува кога си сам, значи дома си и мајка и татко и маж и жена, значи нормално дека ти недостасува. Пак ќе речам, не е само за него посветена баш песната, се погоди периодот кога си доаѓаше дома да ја пуштам јас баш таа песна и само така и дадов поголемо значење на песната. А иначе е снимена уште лани. Работи сопругот во Италија? Да, работиме двајцата во Италија, тоест живеевме во Италија 5-6 години, интензивно живеевме во Италија, така што после тоа решивме да се вратиме тука, кај што ни е најубаво, најтопло и каде што има онаа баш љубов, што можам да кажам, каде што можеме сите да го живееме барем животот колку толку без стрес. Бидејќи сепак Италија не дека е лошо, не дека не се живее далеку, да баш е прекрасна земја, но нашиот начин на живот, мојот сопруг со неговата работа, јас со мојата работа, немавме доволно време да се посветиме еден на друг и на нашата ќерка. Можеш ли да ни раскажеш малку за тоа како е да се настапови да се пее во Италија, со оглед на тоа дека имаш работено и таму како музичар? Како е? Видете, таму настапите не би ги класифицирала од типот како овде во Македонија, што ми се, бидејќи таму сепак настапувам во ресторан, помирно, порелаксирачки, некој вид јас го сваќам на работа одам. Значи свирам клавир, пеам, имам нон-стоп такви настапи, но ги одлучивме да бидат тие само на лето таму. Разликата која би била, не можам да кажам разлика, бидејќи и таму си има своја убавина тој настап и овај овдека си има своја убавина, нормално. За разлика од тука во Италија, може ли да се живее од музиката? Не би била компетентна да го одговорам ова прашање, бидејќи овдека работам на своја музика, на своји песни, се вложува многу труд, многу финанси, од спотови, од албум, од промоции, од по медиуми, како и да е, сепак е тоа едно време, трошак на време, на енергија, на финанси, а нема фидбек од тоа, жално, но не значи дека тоа јас го правам да заработам. Значи, издаде нов албум со своји пари. Го направи од мерак и за прогрес на македонската музика. Да. Да, го направив затоа што навистина сакав да имам едно дело за себе кое навистина ќе ми прави кејф да го слушнам. Мислам дека цел живот сум се борела и сум сакала и ден денес сакам музика, што овој пат навистина одлучив да направам музика која ќе допре, мислам дека ќе допре до народот, до луѓето, до публиката, што веќе го гледам тој фидбек. И затоа ја направив ова музика, што многу луѓе знаат да ми кажат е различна. Не е различна, е само убава за слушање. Тоа е тоа. И да, пак ќе потврдам дека не го правам ова за пари, за бизнис, за било што, затоа што и нема. Поголемиот дел од нашата естрада се решија како дополнителен начин на заработка да бидат политичките кампањи. Се пронаоѓаш ли ти во сето ова? Зошто да не?
Зошто да не? Ако се добие понуда за да пеем на нека политички настан или како се кампања, зошто да не? Сепак јас се декларирам како пејач и не ги избирам како што не ги избирам кафичите или локалите или градовите, зашто да би избрала некоја кампања. Се ближи Макфест, ќе настапуваш на... Не сум планирала да настапувам по фестивали, мислам дека и не знам ни дали сакам да се движам во тој круг, бидејќи ова беше само да си го направам за себе, не планирав јас дека ќе одам по медиум или дека ќе добивам покани од тој тип. Така да и не ми се целни фестивалите, што немам против, ги почитувам, сакам да ги слушам, сакам да ги гледам, но не сум јас карактер за тоа. Од една страна не сакаш да настапуваш на фестивалите, од друга страна колку имаш понуди, односно дали настапуваш по клубови, Да. Зборам се за во Македонија, значи не за Италија. Да, нормално дека имам настапи, тоа ми е единственото нешто каде што можеш да го покажеш и вокалот и да испееш во живо и да се покажеш навистина како музичар и да видиш реакција позитивна од публика, и тоа е едно нешто кое те исполнува доста. Настапуваш со твојата авторска музика или музика по собствен избор? Многу е малце за да настапувам со мојата авторска музика, се 8 песни. Настапувам со друга музика, си држам еден стил од типот на поп-рок. Има некои песни кои јас ги сакам, па си ги наметнувам во репертоарот. Можеби за публиката не се толку познати, но за своја душа исто си ги наметнувам, но гледам реакции дека има и дека се задоволна. Пејачка си, сопруга и мајка. Колкава е керката? 6 години во октомври ќе прави. Наследила ли нешто од тебе во однос на музиката? Јас мислам дека да, но не би сакала да бидам како родител од типот на леле ќе пее, леле да има музикалност во неа. Значи јас ја примеќам дека има музикалност, не ја терам да пее, дури напротив, сама ми вика дај мама, кажи ми на клавир како е ова, како е оно. Ако покажи тај интерес, ќе застанам. Ќе застанам позади неа за да ја поддржам во тоа што би го одбрала, дали било музика или било што. Но за музиката можам да ја дадам правец. Како успеваш да ги усогласиш музичките обврски, брачниот живот и да му посветиш внимание на детето? Тешко ли е сето тоа? Не, воопшто не е тешко, затоа што како и да е, немам јас настапи секоја вечер, тоа се дешава можеби за викенд, можеби на секој втор викенд. Време имам дури од повеќе, бидејќи навистина не би сакала да звучам дека е тешко да се затоа што ако нешто се сака, се може. Имам огромна поддршка од моето семејство, од мојот сопруг, од па и ќерката е веќе голема, имам поддршка, така да воопшто не е тешко. Со твојот музички правец го привлече вниманието на македонската сцена. Планираш ли нешто во скоро време, некоја нова песна? Ако добијам некој нова песна, значи сега ми е план да на другите 3 песни кои не се направени видеозапис, сакам и на тие 3 песни да се направи видео, да се финализира овај проект од албум кој Ти сум јас. Понатака, ако добијам некоја желба или не знам, да имам некој инстинкт дека сакам да снимам, да, сигурно би снимала повторно. Ти благодарам што беше гостин во студиото. Ви благодарам многу и на вас и за поканата. Вам, драги мои, ви посакувам пријатен ден.